Спортското качување како спорт е поделено на два дела, и тоа спортско качување по природни карпи и спортско качување по вештачки карпи. Во Штип интересот за овој спорт се зголемува, ако во минатото биле 5 до 6 млади луѓе кои биле дел од овој спорт, сега има бројка од 30 до 40 луѓе. Па да, меѓутоа не би рекол дека тоа зголемување е во константна нагорна линија, некоја амплитуда која постојано оди нагоре надолу. Единствено нешто што се потрудивме последните години е да кога дојде дел за опаѓање, да делот на луѓе кои што се повлеко спорот биде многу помало од оние кои што пројават нов интерес. Така да, кога почнавме ние, можеби бевме 5-6 млади луѓе, така да сега имаме некоја константна бројка од 30 до 40 која варира со плюс 5 минус ништо повеќе од тоа. Историски гледано, овој спорт се започна на природна карпа, но како што вели Иванов во спортскиот магазин Трибина на МН телевизија. Меѓутоа, поради еколошката свест со цел да не се уништуваат карпите, овој спорт продолжува и на вештачки карпи. Историски гледано, нашиот спорт е започнат на природна карпа. Меѓутоа, заради некоја еколошка свест и визија дека во иднина со колку поголем број на качувачи ќе има во светот, толку се повеќе ќе бидат како да кажем, оптеретени или уништувани карпите. Делот во надприродачкото качување уште во средината на 80-тите комплетно на вештачка карпа. Така да ние како клуб што се занимава со надприродачко качување, 90% од нашето време го минуваме на вештачка карпа, а делот на природна карпа е оној рекреативен дел кај што секој по своја желба има право да вложи колку што сака. Пред околу 7 месеци, како што тогаш информираше МН телевизија, беше монтирана нова вештачка карпа која е лоцирана во општинското основно училиште Ванчо Прке во Штип, која е висока 11 метри со наклон од 6 метри, што е доволно ефикасна за тренинг на качувачкиот клуб Астибо. Пред неполни 7-8 месеци инсталиравме нова вештачка карпа во основното училиште Ванчо Прке. Тоа е нешто што ни требаше подолг период, затоа што кога почнавме пред 20 на години, исто таква слична на неа имавме инсталирано во основното училиште Тошо Арсов. Меѓутоа, условите за одвивање на тренинзи беа недоволно добри и самиот квалитет на карпата веќе беше дотрен. Така да голем период од активноста на нашиот клуб се одвиваше во нашите простори или во нашата болдер вежбална, за да лани собереме храброст и средства да направиме нешто ново. Станува збор за 11 метарска вештачка карпа, толку не дозволуваше висината на салата. Некој наклон од 6 метри, што е доволно ефикасен за тренинг на нашиот клуб. На новата вештачка карпа Астибо организираше државен надпревар за символично отварање на карпата, но истата не исполнува услови за меѓународни надпревари. Секој организиравме и државен надпревар како символично отварање на карпата за младински категории, излезе супер. Капацитетот нејзин е доволно добар да се направи еден државен надпревар со солиден квалитет. Меѓутоа, за повеќе од тоа не би можеле затоа што не ги исполнуваме стандардите за меѓународни надпревари. Потребна е некоја си висина од 15 на метра со стандардна ширина од минимум 6 метри. Меѓутоа не е само карпата, многу предуслови се потребни за да организираме таков надпревар. Така да капацитетот се уште не е на тоа ниво. Со Иванов во последното издание на спортскиот магазин Трибина на МНет разговаравме за надпреварите во спортско качување на вештачка карпа, кои се делат на 3 групи: тежински надпревари, брзински надпревари и болдер надпревари.